Ваше првосвештенство, се наоѓаме во еден период на многу верски празници. Зад нас е Божич, еве Василица, доаѓа Богојавление, но тука е и пандемијата со коронавирусот. Како црквата се прилагодува на овие две работи? Верските празници од една страна, заедно со сите верски ритуали, и пандемијата од коронавирус која налага нешто друго. Односно, мерките налагаат нешто друго. Црквата Христова, која ја сочинуваат верниците, заедно со свештенството, монаштвото, собрани околу својот епископ, кој го представува Христа, бидејќи црквата во суштина е телото и крвта Христови, односно причесната, затоа и сите кои го примаат телото и крвта Христови, причесната, се именуваат со црква. Од таа гледна точка сакаме да кажеме дека црквата се всушност и сите верници кои во сите моменти од животот на црквата, како свештенството и монаштвото со епископите, се должни да водат грижа за спасението на човечкиот род. А спасението е всушност еден метод нам од апостолско време уште достапен за исцеление или лекување на душата, поточно нападнатиот човек, неговата падната природа, всушност умот, разумот и волјата кај човекот ја сочинуваат душата, бидејќи со првородниот грев паднал човекот, паднал човечкиот ум и треба сега повторно тој да се подигне. Тој метод на психотерапевско лекување на христијаните, православни конкретно, зборуваме за православието, е всушност христијанството. Религијата секако никој не може да им ја одземе на граѓаните, но чувствувам дека сакате да ми кажете дека преку причестата, преку лажичето, што ми е така популарно го викаме, и преку некои други верски постапки, ритуали, луѓето можат да се исцелат и од вирусот, коронавирусот, бидејќи ваквите постапки и ритуали, па сега медицината ги смета и науката за опасни, дека може да се расшири вирусот уште повеќе меѓу луѓето. Дали сакате да ми кажете дека на ваков начин се исцелуваат? Луѓето се исцелуваат. Бидејќи преку лажичето го примаат нели телото и крвта на Исус според ние свештенослужителите во олтарот се причестуваме од една чаша. Значи посебно го земаме телото Христово и посебно од чашата ја пиеме крвта негова. Тоа е се всушност духовното тело и духовната крв Христова. Телото и крвта Христови се примаат преку видот на лебот и видот на виното, кои се претвораат во духовно тело Христово и духовна крв Христова. Што значи, во конкретниот случај, Христос кој преку Светиот Дух го претвора лебот во тело Христово, духовно, и виното благословено во крв Христова, духовно, ние кога ги примеме, ние од тоа не можеме никако да се разболиме. Значи, надвор се сите можности на било каква болест да се пренесе преку причесната. Бидејќи причесната е Христос, а Христос е создателот на светот и создателот на луѓето, создателот на се. Тој е лекарот на сите лекари. И за нас е лудост да се мисли дека преку причесната може некој да се зарази од било каква болест. Но надвор од причесната, надвор од светите тајни, опасноста е повеќе од сигурна во смисла на
Како доказ имаме конкретни случаеви дека се разболеле и владици и умреле од оваа болест и така натаму, а и свештени лица. Тоа значи заразата е пренесена не преку причесната, туку во други контакти надвор од причесната. Имаме ли цврсти докази дека се Имаме заразија владици во Црна Гора, во Србија, во Русија? Сигурно и во нашата црква се разболеле свештени лица. Дека е сето тоа направено надвор. Не го негираме заразувањето на свештените лица и владиците, вклучувајќи ги. Ние негираме дека преку причесната може да се донесе заразата. Зошто? Затоа што секој свештеник што служи литургија и дјакон кога служи, епископите, ние сите се причестуваме со телото и крвта Христови, а на крајот свештеникот ја употребува причесната откако сите верници се причестат. Што значи дека ако е тоа така, треба сите свештеници од причесната да се заразат. А ние ниту во еден случај немаме доказ до денеска дека некој свештеник се заразил преку причесната, а имаме докази, во нашата епархија имаме некаде околу 8 свештеници што се заразиле, но тие самите кажуваат дека се контактите во семејството преку некој од семејството или било како или преку некој од верниците, ама надвор од црквата, односно надвор од причесната. Значи тоа да го расчистиме еднаш за секогаш. Ако ние не веруваме дека Христос, причесната, телото и крвта негови, нас не заразуваат, ако веруваме така, тогаш немаме ние вера. И тоа е најголема лудост и јас велам дека секое свештено лице и верник што верува во тоа дека може да се зарази од причесната, тој не треба ниту да се причестува, но и треба, ако е свештено лице, да се расчини, дали е владика или свештеник, или пак верника кој да се исклучи од црквата. Зашто тогаш тој нема вера во Бога, вера во причесната, вера во тоа дека телото и крвта Христови се Христово духовно тело и Христова духовна крв. Тука, значи, во тоа не смееме да имаме никаков сомнеш. Но надвор од причесната, кажуваме дека е ризик за секој еден и за нас свештените лица и владиците дека можеме да бидеме заразени. Уште еднаш повторувам, ако не е тоа така, тогаш сите свештени лица што ќе ја примат причесната и оние што на крајот ќе ја примат после сите верници, сите треба да се заразат од причесната, преку причесната, а тогаш, значи, ниту едно свештено лице не може да биде заразено во тој случај. Значи, пак да повториме дека преку причесната нема никаква можност било кој да се зарази, но надвор од причесната, надвор од црквата, секако дека постои опасност за секого, па и за нас свештените лица. Добро, црквата верува во вирусот, така? Верува во вирусот, вие како свештено лице верувате во вирусот? Не да веруваме, ние мислиме дека постои вирусот и ние не го негираме постојањето на вирусот. Воопшто не е спор околу постојањето на вирусот. Друго е прашањето. Дали некој, па ние и во обичниот живот имате вие луѓе кои, некои се заразуваат, некои немаат симптоми. Гледате дека не се заразуваат сите луѓе, односно не сите луѓе го доживуваат вирусот како болест која може да им зададе големи опасности во животот, по здравјето, па дури и по животот. Што значи, гледано од тој аспект, ние исклучиво веруваме дека во никој случај не може да се случи да се зарази било кој од верниците или свештените лица преку причесната. Иако ова се коси со науката и со медицината. Науката, овие работи не може да ги коментира, бидејќи не се научни работи овие се верски работи. Како доказ за тоа имаме ние безброј научници кои веруваат во ова што јас го кажувам и исто така се длабоко убедени и се причестуваат, иако си тие врвни можеби научници и така натаму. Добро, дали ако луѓе кои што се верници во ек на пандемија абстинираат од одење во светите храмови или не се причестуваат, значи дека не го сакаат Бог?
Не, дури ние препорачуваме. Зборувам сега во време на пандемија. Ако некој во време на пандемија се заразил од вирусот, не треба да доаѓа во црквата. Не треба да доаѓа во црквата, тој треба да биде според правилата во изолација. Но тогаш доаѓа свештено лице кое подготвено за да не се зарази тој од некој друг надвор од црквата, што велиме, или ако е тој преносител на болеста, да не зарази некој друг, но тој доаѓа да го исповеда оној што е болен дома и по потреба, ако тој сака, и да го причести во домашни услови. Што значи, ние кажуваме и упатуваме на тоа. Секој што се заразил од вирусот, да не доаѓа во црквата, се додека не помине времето на инкубацијата. Така. Односно, тој да не биде преносител на вирусот и исто така да се придржуваат на мерките што се предвидени за да не дојде до пренесување на вирусот. Но кажавме и повторуваме дека ние можеме да бидеме потенцијални пренесувачи на вирусот, а со тоа сме потенцијални и, а не дај Боже, ако некој од нас се зарази и има последици по здравјето, па дури и по животот, да бидеме и потенцијални убици. Но исто така можеме да бидеме и потенцијални самоубици ако свесно контактираме со заразени луѓе и ако свесно ние го игнорираме постојањето на вирусот. Не, јас сето тоа во ред ве прашав дали верници, луѓе кои што се плашат и не доаѓаат во светиот храм за време на пандемија, не се заразени, значи дека не го сакаат Бог. Дали вие ги осудувате како Ние не можеме да ги осудиме и не сме со намера да ги осудуваме, но тие од предпазливост тоа најверојатно го прават. И ние ниту ги осудуваме, ниту ги принудуваме да доаѓаат во црквата. Оставаме секој од нив сам да одлучи по својата слободна волја, онака како што ќе процени дека, но предупредуваме, ако се заразени, да не доаѓаат во црквата, се додека не бидат негативни, односно додека не бидат преносители на вирусот. Значи, тука сме јасни и конкретни, тука од црквата нема никакви проблеми околу тоа прашање. На крај сакам да ве прашам каков е вашиот став за случувањата што беше во едно од министерствата за високи функционери на ДУИ, ете кои што се сликаа без дистанца, без маски, добија казни од 20 евра. Какви пораки носат, што мислите, дали е ова, законите важат за сите? Сакам да потенцирам дека уште од почетокот на пандемијата најодговорните луѓе, дури за жал, како што беше случајот и со една директорка на една клиника за кожни болести, покажа крајна неодговорност и соблазнително делува на граѓаните, општо земено, за тие да не ги почитуваат мерките. Сега испаѓа дека оние што ги носат мерките, оние што ги носат законите, први ги кршат законите. Тогаш не можете ред и порадок да ставите во едно општество, ако најповиканите не се придржуваат на мерките. Во секој случај, и тој случај, и другите случаи, каде што видовме дека најповикани луѓе, и премиер, и друг, и така натаму, кои не носеа маски на места каде што се појавува, каде што прославува, исто така по повод на изборни резултати и така натаму, тоа говори за крајно неодговорното однесување на одговорните, на најповиканите луѓе. Тогаш, ако тоа е така, мислам дека нема никаков резон да се казнуваат граѓаните со било какви големи казни или било какви казни, ако ние тоа не им го
посочиме и со својот пример не го потврдиме. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и јас благодарам што бев гости на вашата телевизија.